нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети грешни, свети безсмртни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и присно и во веки веков. Амин. Пресвета Троица, помилуј нас, Отче, да се грехи нашија. Ради го прости да се помни нашите потреби и истини немощи нашија. Име Твоего ради, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, нини присно и во веки веков. Амин. Отче наш, живејќи на небесе, да свети сија. Име Твое да прие царствие Твое, да биде воля Твоја. Отником нашим, ки не веди нас во искушение, но одврај нас од лукавого. Јако Твое царство, сила и слава, Отца и Сина и Светого Духа, нини присно и во веки веков. Ашија. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, кој се си направил со својот збор и си народил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша, кои трите момчиња и Даниел кои биле во Вавилон, племените ги со семења, си ги покажал посветли од оние што биле во сласт хранети. Сам ти се благ цару, благослови го овој лепи вино и освети ги они што ќе јадат од нив, зашто во Твоја слава и во чест на Пресветата Владица наша Богородица и секојаш Дева Марија, ово се принесе од Твоите раби. Затоа добар Боже на оние што го красили и извршуваат спомен, подари им се што просат за спасение и за наслада на Твоите вечни блага, по молитвите на Пречистата Владица наша Богородица и секојаш Дева Марија и на сите Твои свети, зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, пресветиот благ, животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи се Христе Боже наш, благослови го овој лепи вино со Твој свет Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи се Христе Боже наш, благослови го овој лепи вино со Твој свет Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи се Христе Боже наш, благослови го овој лепи вино со Твој свет Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Амин. Ти го принесуваме, Господи Боже наш, овој дар во чест и слава на Пресветата Владица наша Богородица и секојаш Дева Марија. Унизините молитви прими, Господи, ова жртва од небесниот Твој жртвеник. Ти го принесуваме, Господи Боже наш, овој дар во чест и слава на Пресветата Владица наша Богородица и секојаш Дева Марија. По низините молитви прими, Господи, ова жртва од небесниот Твој жртвеник. Ти го принесуваме, Господи Боже наш, овој дар во чест и слава на Пресветата Владица наша Богородица и секојаш Дева Марија. По низините молитви прими, Господи, ова жртва на небесниот Твој жртвеник. Ти страдајки верно се овенчавте, молете се на Господа, да ги помилува нашите души. Исаја ликуј, дева име во чревје, и роди сина Емануила, Бога же и человека. Восток имеја јему, Его же величајуште Дјеву, ублажаjem. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мученико радование, и же проповед Троица единосушная. Христос помеѓу нас, еси буде. Христос помеѓу нас, еси буде. Христос помеѓу нас, еси буде. Четворци, по молитвите на светите иерарси, учители на црквата Василий Велики, Григорий Богослов, Ион Златоуст, Григорий Палама, по молитвите на светите 15 тирополски свештеномаченици, на светите великомаченици Георги Димитри, на светите 40 севастийски маченици, светиот маченик Леонтий, по молитвите на преподобните отци Антоний Пимен, Арсений Велики, Теофил Споведник Струмички, направените боговци Јоаким Јана, по молитвите на Пресветата Владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија, че спомен денес го празнуваме, да не спаси и помилува како благ и човеколюбен. Амин. По молитвите на светите отци наши, Господи се Христе Боже наш, помилуј не. Амин. Нека благословено се здрави. Традицијата да се продолжи за многу години, здрави и живи, бидејќи
како културен настан е една единствена работа, а пред Бога вели нема ни роб, ни слободен, ни евреј, ни грк, ни бугарин, ни македонец, пред него сите сме исти и треба да ги чуваме. Прво царевото да го дадеме на царот, а Божјето на Бога. Бог е најголем, ги знае нашите молитви, нека бидат услишани, на нашите луѓе нека дава здравје, среќа, благодат и да се гледаме за добро и за многу години. Благодарам на Отец Григорий што дозволи јас да бидам тука, бидејќи јас сум како остар свештеник тука, па треба да работиме и да ги продолжуваме овие убави традиции. Почитувани гости, дами и господа, почитувани пријатели, добро вечер и добре дојдовте. Благодарам од моје име и од името на сите овие прекрасни млади деца за ова убаво добре дојде. По 12 пат повторно ќе се дружиме и ќе уживаме во македонската традиција и во македонскиот фолклор. А велат дека народ без фолклор и без обичај е како дрво без корен. За среќа, ние имаме богат фолклор, многу обичаи, а тоа покажува дека нашиот корен е цврст и стабилен. Едни од тие кои што го чуваат и негуваат цврстината на коренот е токму ова населено место Сеќерник, кое повеќе од 1 век ја чува и негува, но и раскажува традицијата и историјата за русалиите. Ова е 12-та поред средба Русалии фолклор, на која што ќе можеме да видиме делот богатството на русалиите, но и воопшто на македонскиот фолклор и традиција. На почеток би сакал да ве поканам уште еднаш да ги поздравиме и организаторите и домаќините, но и целото село кое што повеќе од 1 век, како што реков, ја чува традицијата на русалиите. Сега, за да се одржи оваа манифестација и годинава, но и во изминатите години, немаше се тоа да биде можно ако ги нема пријателите на македонскиот фолклор, но и на културно-уметничкото друштво Русалии од Сеќерник. Ова 12-та поред средба Русалии фолклор е реализирана под покровителство на општина Босилово, градоначалникот Ристо Манчев и Советот на општина Босилово и Министерството за култура.
Манифестацијата ја помогна, односно поддршка даваат и Националната установа Центар за култура Антон Панов од Струмица и Православниот храм Пресвета Богородица од Сеќерник. Исто така и годинава, заедно со нас, стоматолошката ординација Балџиеви од Струмица, Павлинка и Владко Мавров од Струмица, автомеханичар Игор Сеќерник, Станојкови ФАМ Сеќерник, Агенција за декорација Адријана од Сеќерник, Драги Мавров Сеќерник, Михаела, Бонка и Бошко Титанови од Сеќерник, Зоран Треновски од Сеќерник, Душко Делчев Сеќерник и Добра и Тони Трајкови од Сеќерник. Така, треба да ги поздравиме и да им се заблагодариме што и оваа година ги помогнаа русалиите, нивните гости и нивните пријатели. И сега, за да може и официјално да го означиме стартот на оваа манифестација и на оваа дружење, треба да го повикаме и првиот човек на општината и официјално вашиот домаќин, градоначалникот на општина Босилово, господинот Ристо Манчев, да ве поздрави и официјално да каже дека 12-тата поред средба на Русали и фолклор е отворена. Почитувани граѓани, браќа и сестри, македонци, ми представува огромна чест и задоволство што ја имам можноста да го отворам 12-тиот поред меѓународен фестивал Средба на Русалии Сеќерник 2023 година. На самиот почеток сакам да изразам огромна благодарност до Културно-уметничкото друштво Русалии, до организаторите и до сите оние кои што директно или индиректно учествуваат во организацијата на оваа прекрасна традиционална манифестација која што станува белег на ова населено место. Воедно, исто така, сакам да изразам благодарност до сите граѓани на општина Сеќерник, на село Сеќерник кои што синоќа дадоа свој придонес во организацијата на големиот концерт на маестро Симон Трпчевски. Почитувани, оваа година изменуваат 110 години кога нашите предци не по своја волја беа принудени да ги напуштат своите огништа од Кукуш и присилно да се преселат овде во овие краишта. Многумина од нив, да не речам сите, заминаа од овој свет со желбата и со идејата да се вратат таму од каде што потекнуваат, таму кај што е родното огниште. Меѓутоа, историјата, приликите беа такви да многу од нив речиси никогаш не успеа да се вратат, макар и да го видат родниот крај и родната куќа. Пред 110 години, бегајќи од Егејска Македонија, од Кукуш, во овие краишта, нашите предци не можеа да понесат многу со себе, но затоа го понесува фолклорот, традицијата и не забораваа кој се и што се. Ја понесува идејата за Македонија и македонштината. Овие денови Сеќерник живее во духот на традицијата, а детите и обичаите и во духот на македонската песна. Тоа што нашите предци ни го пренесува низ годините наназад. Токму таа, македонската песна, македонското оро, традицијата и духот, обичаите. Тоа е таа жива вода непресушна што ни дава сила да обстоиме низ вековите како народ и како држава. Затоа сум горд на Културно-уметничкото друштво Русалии, горд сум на сите вас што низ сите овие години неуморно и го негувате и ја чувате традицијата, песната и фолклорот. Затоа уште еднаш ви се заблагодарувам, ви честитам за се што правите во оваа насока и за на крај ги прогласувам фестивалот Русалиски средби 2023 година за отворен. Благодарам. Благодарам на господинот Манчев и мислам дека нема потреба повеќе да должиме и како што тој рече. Станува збор за македонскиот фолклор кој што е вода непресушна, која што никој не може да ја запре да тече. Па време е да потече вечерва овде, убавината од македонскиот фолклор, македонската традиција и песна.
Први на оваа 12-то издание на фестивалот Русали и фолклор ќе се представат културно-метничкото друштво Јане Сандански од Неготино. Оваа година слават јубилејот 45 години од нивното постоење. Да ги поздравиме и да им посакаме добре дојде.
Ова беа културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Неготино. Може да ги поздравиме уште еднаш. А уште еднаш ќе ги поздравиме и покровителите на оваа 12-та поред средба на Русали и фолклор. Општина Босилово и градоначалникот Ристо Манчев заедно со Општинскиот совет на Босилово, Министерството за култура на Република Македонија, а манифестацијата ја помогна и Националната установа Центарот за култура Антон Панов Струмица и Православниот храм Пресвета Богородица од Сеќерник. Исто така, поддршка на манифестацијата и годинава даваат стоматолошката ординација Балџиеви од Струмица, Павлинка и Владко Мавров Струмица, автомеханичар Игор од Сеќерник, Станојкови фан Сеќерник, Агенција за декорација Адријано од Сеќерник, Драги Мавров Сеќерник, Михаела, Бонка и Бошко Китанови од Сеќерник, Зоран Треновски Сеќерник, Душко Делчев Сеќерник и Добра и Тони Трајкови исто така од Сеќерник. Сега на овој фолклорен Мегдан треба да не се појават фолклорниот ансамбл Мегдан од Богданци. Овој ансамбл е основан во 2012 година со цел да ги прикажува и негува обичаите, народните игри, песните, музиката и носиите на Македонија во уметничкото минато. Во својот репертоар негуваат стилизиран, но и изворен фолклор. Вечерва ансамблот ќе се представи со кореографијата Кара Јусуф на Мегдан. Поздрав за нив и уживајте!
испраќаме нашите гости од Богданци со аплауз, а со аплауз треба да ги пречекаме и следните гости. Следните гости ни доаѓаат од Кочани. Ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани. Овој е ансамбл кој што е формиран во 2020 година и се занимава со изучување на традиционалните македонски ора и песни. Во составот на ансамблот се околу 20 на членови. Денеска тие ќе се представат со сценска адаптација Овче поле, која е составена од песни и ора кои потекнуваат од етничкиот предел Овче поле. Во неја влегуваат песната Ајде, зајди, зајди, потоа ората Арнаут, Потрчулка, како и за крај го имаат орото Вртелешка. Да ги поздравим.
Ги видовме и ги слушнавме нашите гости од Кочани и сега одиме малку поблиско на јужниот дел од државата. Ќе отидеме до Миравци. Следни наши гости се нашите пријатели кои што се овде од самиот почеток на онаа манифестација, уште од првиот ден од првата година ја дадоа поддршката на средбата на Русалија и фолклор. Станува збор за културно-метничкото друштво Танец од Миравци, кое што е формирано во 1932 година. Најпрво како фолклорна секција Миравци, а под името Танец за прв пат се споменува во 1935 кога настапува на државниот надпревар во Љубљана во рамките на Кралството Југославија. Досега има освоено голем број награди и тоа: прва награда во Љубљана во 1935 година, втора награда на меѓународен фестивал во Лондон во 1936 година, 2 години поред прва награда на фолклорните смотри во Струга во 2001 и 2002 година. Два пати е добитник на највисокото општинско признание, наградата 7 ноември, и тоа во 1982 и 2019 година. Има настапувано на многу фестивали во Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Бугарија, Романија и секако на фестивалот овде во Сеќерник. И она што е интересно за вечерашниот нивни настап, ќе имате ретка можност, да не кажем уникатна, да видите за прв пат и деца Русалија. Ова е само потврда дека во Миравци се негува и се чува македонската традиција, македонскиот фолклор и пред се традицијата на русалиите. Ова од една страна, од друга страна само покажува дека за оној корен за кој што зборував на самиот почеток, дека навистина останува цврст, и тоа е доказ дека најверојатно има од младите кои што нема да мигрираат, ќе останат во своите родни места и ќе ја чуваат и негуваат традицијата и историјата на русалиите. Да ги поздравиме културно-метничкото друштво Танец од Миравци.
Јас мислам дека заслужуваат овие чувари на македонската традиција уште голем аплауз и се надевам дека веќе за следната година и русалиите од Сеќерник ќе имаат една ваква група подмладо која што ќе го чува и негова тоа што го донеле нивните предци. И сега пред да продолжиме понатаму да се подсетиме дека покровители на годинешното издание на оваа манифестација се Општина Босилово и градоначалникот Ристо Манчев заедно со Советот на Општина Босилово, Министерството за култура на Република Македонија, а манифестацијата ја помогна и Националната установа Центарот за култура Антон Панов Струмица, како и православниот храм Пресвета Богородица од Сеќерник. Од првиот ден, од првата манифестација, овде е и стоматолошката ординација на доктор Балчиев Струмица, па потоа продолжуваме со Павлинка и Владко Мавров од Струмица, автомеханика Игор Сеќерник, Станојкови фам Сеќерник, Агенција за декорација Адријано од Сеќерник, Драги Мавров Сеќерник, Михаила, Бонка и Бошко Титанови од Сеќерник, Зоран Треновски Сеќерник, Душко Делчев Сеќерник, Добра и Тони Трајкови, исто така од Сеќерник. Аплаузот треба да продолжи да трае, затоа што треба да ги поздравиме и да им посакаме добре дојде на нашите гости од соседна Бугарија, поточно нашите долгогодишни пријатели, русалиската група од Петрич. Русалиите од Петрич вечерва ќе ви се представат со триора: Русалии, Ески и Чамче.
Ова беа нашите гости од Петрич, соседна Република Бугарија, а ние имаме навистина уште многу што да ви понудиме. Се надевам дека до сега уживавте, а допрва ќе уживате, затоа што следуваат настапи кои што се навистинска реткост. Следни се Сдруженијето фолклорна група Копачка од село Драмче, Делче. И пред да ги видиме, само ќе кажам дека Сдруженијето фолклорната група Копачка од село Драмче, Делчево е најстарата македонска група која годинава полни јубилејни, 75 години од основањето. И исклучиво во својот репертоар го има пијанечкиот изворен фолклор во кој предничи најпознатото оро Копачката. Во неуспешната 2014 година ова оро беше прогласено за национално културно богатство со особено значење од исклучителен интерес за нашата држава, а воедно стана и светско културно наследство впишано во УНЕСКОвата репрезентативна листа на нематеријални културни наследства на човештвото. И каде е аплаузот за ова? Од настапите на фестивалите во земјата и во странство, Копачката се стекнува со врвни признанија и награди. Од второ место во Опатија 1951 година, па неколкуте. Гран При на Тодорица 2007 и Линденски денови 1998 и 2017 година. Делчево фест 2016, а 2021 година награда од публиката како и за најизворна и најкомплетна носија на овој фестивал во 2022 година. Исто така, на Илинденските денови 2011 година, Гајда и Њево 2012 и Великденски средби 2018 во село Ораовица, па потоа имаат награда за најдобар настап екипно на Гајда и Њево 2017, за најубав штан Тодорица 2013, за најдобри тапанџи Пеце Атанасовски Долнени 2016 и од истиот фестивал статуетка за Езгија со ритмите на Копачката на Тапани во 2021 година. Специјална награда од Илинденски денови во 2015 година доби за долгогодишно презентирање на древното оро Копачката, како и плаќета од градоначалникот на општина Делчево по повод 70 годишниот јубилеј во 2018 година. На 19 август во Вевчани ја примија плаќетата Чувари на изворната традиција, единствената награда што се доделува на фестивалот на народна култура Прображење. Сето ова е само за Копачката, тие заслужуваат аплауз, а ќе ви возвратат со навистина одличен настап. Сношти е стојна доведена, лес ношти е стојна доведена. Оште од коњот не свалена, ле, оште од коњот не свалена. На сите презиме турила, ле, на сите презиме турила. На све крва смакни чорапула, ле, на све крва смакни чорапула. На све корот giди кожуваре, ле, на све корот giди кожуваре. На девери два црни гарвани, ле, на девери два црни гарвани. На етърви до две лути зми, ле, на етърви до две лути зми. Назовите до две бесни кучки, ле, назовите до две бесни кучки. На зетовци пршој брада лести, ле, на зетовци пршој брада лести.
Ова што го видовте беше копачката. Наше, а заштитено од УНЕСКО како светско културно нематеријално богатство. Сега е време да ви ги најавиме домаќините. Русали од Сеќерник и вели вака. Русалиските дружини и игри обстојуваат на овие простори од 1913 година. Односно годините после екзодусот на македонците од Егејскиот дел на Македонија за време на Балканските војни. Својата работа претежно ја базираат на ентузијазмот и чувството за своето потекло и културно наследство. Низ годините на своето обстојување, тоа прераснува во едно од најоригиналните и најавтентични културни друштва. Регистрирано како културно-уметничко друштво е од 1972 година и со својата работа успева да се промовира се пошироко. Културно-уметничкото друштво Русали од Сеќерник е единственото фолклорно друштво кое го негува и се занимава исклучиво со фолклорот, традицијата и обичаите на бежанците од Егејскиот дел на Македонија. Делувајќи како презерватор на тој дел од културата и историјата на македонскиот народ, Култ Русали стана жив сведок на идентитетот, потеклото и културата на тој македонски народ. Соочени со проблемите на вечно обстојуваните вредности, потекло, култура и постоење на македонскиот народ, важноста за нас како држава да ги поддржуваме и промовираме сите сегменти на нашето културно наследство е од голем приоритет. А значењето на обстојувањето на Култ Русали припаѓа и на поединецот, и на групата, и на локалната заедница, и на целата држава. Невложувањето грижа и напор за обстојување и заживување на музиката, кореографијата, носиите, песните и обичаите на русалиите значи неводење грижа за идентитетот и културата на својот народ. За одржување континуитет и се разбира одење понапред во професионален и културолошки смисол, друштвото има адекватни и постојани просторни и финансиски услови за работа. Како резултат на тоа, има реализирано и многу програмски активности. Учествува на сите меѓународни фестивали од фолклорната област. Учество на многу меѓународни фестивали во странство, но и во земјава. Има освоено многу награди и признанија за учество на истите. Последното признание е од оваа година на реномираниот фестивал Илинденски денови, прво место за ансамбл со најоригинална и комплетна изворна носија. 2013 година изградија споменик Русалија, излеен во бронза, кој е поставен во паркот во селото Сеќерник. 2014 година реконструкција на Домот на културата. 2014 година заштитено нематеријално културно добро Машки поворки Русалии од особено значење под категорија исклучително значење. 2022 година поставена изложбата со наслов 100 години во 100 слики. Може. Слободно, се тоа заслужува аплауз, заслужуваат и тие, ама заслужувате и сите ви од селото Сеќерник, затоа што без вашата поддршка ми се чини дека русалиите и нема да може да обстојат. Е сега, тие за себе ќе речат дека русалиите се вистина и историја која што не се чита, туку се гледа, се доживува и осознава. Велат она што не можеше да се изгори, да се одземе или преименува, она што останува кога се сече. Коренот, духот, културата, традицијата продолжува да постои и да го негуваме. Тоа се русалиите. Добре дојде.
Заслужува аплаузот да трае. И како што самите велат, навистина оваа историја која што не се чита, туку се гледа, се чувствува и се отпознава. И ако некој случајно не знае, само да подсетам дека русалиството во Сеќерник се негува во континуитет цели 6 генерации кои што неизменично го предаваат од едни на други, значи како што рековме на почетокот, повеќе од 1 век. И тука некаде сме на крајот на оваа средба Русали и фолклор 12-та поред. Јас се надевам дека уживавте и дека успеавте да почувствувате барем дел од тоа што го чувствувал, што го носил во себе македонскиот народ низ вековите. Се надевам дека ќе има кој да ја продолжи традицијата, се надевам дека и овие средби ќе продолжат и понатаму. На крај ми останува само да ви се заблагодарам, да ви посакам добро здравје за многу години утрешниот голем празник и живи и здрави да се видиме и следната година. А за на крај сега да прашам. А дали сме подготвени за нешто кое што русалиите ќе го направат? Веќе премина во традиција. Нешто за публика. Зависи од вас. Добро, од мене толку. Добра ноќ и довидување. За крај, русалиите овој пат неформално за публик. Може да се приклучите и вие заедно со нив па да чувствувате еден дел, еден на момент како е да се биде дел од овие фолклорни дружини.